Зошто да нема пристапни рампи, барем или особено за детски колички до одделот за вакцинација на здравствен дом Куманово? Зошто детето да ми го бркаат кучиња скитници на патот до училиште, па да сме принудени да му даваме мобилен телефон? Од Палас до Централното основно училиште, од туј до туј, што вика в Кумановци. Зошто да сонуваме за цреши и кајси и домати во јуни? Застанавме за Диро, бидејќи тој има разбирање за овие работи. И уште поважно, визија како да завладее ред во Куманово. Бојан Велковски, отворено за некои затворени теми во Куманово. Па с оглед на овие цене што се движи во Куманово, за мене нереални цене, ја може да би купија некој малецак стан само, затоа што да направо куќу нема шансе с тие средства, нема шансе ни да купиш стан за 4-члено семејство како што треба да го има стан, така и да само би се останае на тој малецко станче или евентуално биш ја под кирiju, каде што можда ќе тражу излез за нешто поголемо да најду плюс средства. Мислам дека се почесто млади иде под кирiju, затоа што е моментално млад бачампар, да земе да купи стан, треба да има добри работни места. Прво да земе кредит, а понуда за станови е многу мала каде нас и неквалитетна. Тај понуда е со многу високи цени моментално каде нас. Така и да мислам дека се повеќе млади се одлучуваат на кирiju. Бар ја имам помлади некои генерации од мене кои што се моментално иселени од своји родители, одделени од своји родители, живи посебно и се под кирiju, што е сасвим нормална слика посебно меѓу млади. Млади да имав проблем со градинко, имав проблем за примање. Од друга страна, каде нас и оште се зависи од родители, а сви сакамо да се тргнеме од родители, да имаме своју комотност, да сме сами на свое едноставно оставени. Јас сум бил во тој ситуација, искрено може да го кажеш, каде што имам куќу с родители, а сам купија стан. Ама не по овие цени, кад моментално се усак. Сви го сакамо тој, свое, а да сме поблиско до наши. Ако де млади, мислам дека делумно ќе исчезне и тој. Пошто како што идемо на куде запад ми, тако и запад улаза куде нас. Инфлација еде ги цене, односно еде га наш джеп, народски кажано. Кад основни продукти, нели, што ми ги тражимо храна, транспорт, превоз, гориво, раснев, а наши плати мируев, не ги следив тај раст, ми едноставно губим. Значи, дали Куманово би владеала колективна депресија? Па мислам дека да, реално да. Поаѓајќи од момент што млади нема куде едноставно да прошетав во наш град, поаѓајќи од момент што наш град го имамо наше природно богатство кое што река Кумановка, кое што е загадена, е нормално и не се презима ништо тој да се направи. Поаѓајќи од тоа што половина од наши другари, блиски, било што су иселени од овој место, значи еве во моју зграду живимо 49 стана. Од 49 стана што сви су продадени, само 20 до 25 су моментално присутни, пола ги нема. Така и да тоа што го гледамо, што наши го правив на запад, дали го гледамо на слики, дали ги гледамо само убави моменти или било што, тој допринесува за овдека за некој колективну депресија нашу, која што мислам дека се повиши, секој е поголема и поголема. За жал, млади почнава најчесто тој да го гледа в излез, да избегав за да се спаси. Ама не може сви да избегав, мора некој да остане и туј, мора некој и туј да работи, мора туј некој наша економија да го гура. Куманово моментално ја ќе го дефинирам како град кој што ако не се преземе нешто, Куманово се распаѓа. И за тој мислам дека Ред за Куманово ќе го направи град да биде како што треба, односно ќе уведе ред у нашиот сообраќајен хаос кој што го имамо моментално, а пред све, како што јас сум жител на центар, имамо паркинг хаос, не знам како да го кажу, имам мало детенце кој што е невозможна мисија, значи да искочимо на тротоар едноставно и да го гурамо со колички. Невозможна мисија, значи моментално Куманово е, тој затоа што автор ни ги зафатива сви тротоари. Смета ги тоа што сме ми еден од најпрљави градови. Свугде кој што ќе погледнемо е стварно како да немамо моментално јавно комунално предпријатие во град. Река наша, кое што можеби најубаво шеталиште наше е баш тај кеј, кој што тај кеј ми не го одржуваме како што треба. Има делумно поставени видеа кои што граѓани веќе се револтирани на тој све ги постављаат по социјални мрежи, каде што стварно мислам дека на тој треба наша институција да реагира на тој. Значи едноставно нереагирање значи поддршка на тој такво. За мене нешто такво. Имамо недостаток на кадар, кој што мислам дека овој година треба да се реши.
финансиски смо делумно стабилни во овој момент. Најмногу мислам дека недостаток не е на кадар. А опрема горе-доле задоволително ниво, бар до овој момент. Финансиски средства за набавку на мамограф су големи, односно мамограф болница доби 2023 година. По пуно година претходно немаше мамограф, доби како донација од Министерството за труд и социјална политика. Ми имавме недостаток на кадар, односно рентгенолози кои што можев да го работи в тој посебно скрининг за дојку, каде што од 2026 на крај, односно одредени специјализанти кои што беа на специјализација завршива и моментално може да се пофалу со овој момент од пред 1 месец или 2 месеца. Имамо 40 термина за ехо и 40 термина на мамографија неделјно. Да, наш паркинг е за клиенти и за пациенти у болница, ама не можеме ми да го контролираме тој кој ќе улегне на njega и ќе се паркира, едноставно тој нели е на картичко, кој отвори, улегне, платив и на такав начин, дали ќе он у болница, дали ќе врши работа по центар, не може да го знаеме. Кад родител, најголем дел од свое слободно време го троши на дообјаснување на програму и дообјаснување на тие учебници кои што ги има моментално основци, нешто не е добро дека. Учебници први може да кажу за основно образование дека су многу со грешки. Второ, не су соодветни за нивну возраст. Значи, моментално имам сина кој што е 4-то оделение, кој што се соочуваме с некои работи кои што јас сам ги учија у 7-то оделение. Хемија, физика, историја, општество, значи теме су буквално од електрицитет до магнетно поле и вселена. Мислам дека наш образован систем малку затаја во оној дел, пошто мислам дека беше воспитно образован систем, односно тој воспитно га снема наше образование. Затоа што гледамо, сведоци сме на оно што се случува у реалност нашу. Сведоци сме колку е булинг меѓу врсници у школу. Сведоци сме на оно што се случува надвор исто од школу, помеѓу основци. Така да мислам дека воспитно и образовен процес иде руку под руку, односно заедно, за да може да изградиме едно подобро општество, едно појако општество, културно, значи како да го кажам. Мислам дека првим каде наши деца треба да биде стварно по намалени теми у наши учебници, односно наши деца треба да помине во одреден дел и надвор, на практични вежби, без разлика што су мали. Ако се огледамо на системи кои што Европа работи, значи ние мислам дека повише од 30 до 40% часови на основци су ги надвор. Моментално у фирме, моментално у паркови, моментално у било кои работи ги прави. Каде нас тој не постои во овој момент. Мислам дека генерацијски да кажу, оваа генерација на ученици е највише поминала у клупе, а уствари искача с најмало знање каде нас. Имамо тестирање меѓународни каде што изберени со одредени оделенија, 3-то, 4-то оделение, 5-то, каде што тестирање се захтева да биде на компјутер, а децата не седнале никад на компјутер. Значи први мора да се воспитаи ред тамо. Значи и Кумановка мора да биде исчистена, односно у Кумановка мора да се преземе да биде како што треба, имајќи предвид дека тоа е наше природно богатство кое што одредени градинарски култури нели се наводнуваат од њума. Тие производи завршуваат на нас пазар каде што ми ги конзумираме свињима. Мора там да се воспостави еден вид на камере, каде што тие едноставно ќе ги санкционираме оние сторители на тоа што го правим. Не можеме више да ќутиме ми пред тој све. Значи наша институција док ќутив, значи они го поддржуваат тој. Ако едноставно кога поддржуваат тој, па нека искочи, нека ги изчисти фони. Јас сум за тој, значи мислам дека доста е состоја дека треба да едни да ги криеме, едни да не ги криеме. Све што е лошо за овој наш град треба да биде санкционирано. Затоа што очигледно Кумановци се научени и наш народ е научен без да го удариме по џеп некога, не се освестуваме. Ако појдеме од момент дека највише наши луѓе, едни од најквалитетни луѓе избегава баш поради корупција што се владее каде нас, а не поради плата или било што, значи баш тоа е решение, значи ако се намали корупција у каде нас нашиот систем, значи мислам дека повеќе млади би се ориентирале на живот у Македонија и нема да го има тај бројка на иселеност како што е сега. Нема да го има процент на луѓе што ќе сакав да искочи од наша држава.
Проблем каде нас е уствари и корупција, а и несанкциониране на корупција. Значи, не гледамо некој кој што знаемо дека направи коруптивни дела, дека е санкциониран. Овдека едноставно да одиш на пешачки, ако те удри погрешан човек што не треба да те удри с авто, ти ќе си крив. Пешачки ќе се избрише едноставно, нели, за да он биде управа. Моментално ја го така гледам ситуација и затоа нашиот систем е руиниран. Затоа и застанамо позади Диру, каде што човек кој што има добру визија за овој наше Куманово, каде што е окружен с луѓе кои што су си докажани, нели, у свој област, луѓе кои што сакав го овој град, луѓе кои што сакав да допринесев за да поубаво функционира овој град, за нима, за нас сви, за идни генерации да може тој да остане у njega, да не личи овој град, нели, на град што се распада, него да личи на град кој што стварно ќе функционира и ќе се врати на индустријски центар кој што бил претходни години. Ред ќе завладее у Куманово, ќе се воспостави сообраќаен ред. Значи сообраќаен ред, нели, кој што значи почитување на сообраќајни правила, почитување на сообраќајни знаци, кога ќе се воспостави паркинг како што треба во град. Кога ќе направиме урбан ред, односно моментално во Куманово владее некоја, како да кажу, социјална изолација за мене, односно недостатак на културни активности за овој град. Зашто викам социјална изолација? Имаше пред некој ден, нели, на совет, советници се судрива со мислење дека зашто у Куманово нема организирано настани културно лето, а уствари воспоставимо дека, нели, временски услови влијаев на тоа да се воспостави дали културно лето или не, а една Крива Паланка има цело културно лето кој што биднамо ми Крива Паланка за Крива Паланка. Убав мобет беше коментар пред некој ден на социјални мрежи го прочитав. И ни се смее, Јајчер беше, нели, у Паланко. И искочимо, прошетамо. Видимо го разлика со Куманово. Стварно постои разлика. Прво, тој колку е Паланка чиста, колку смо ми прљави. Значи, мора да се преземе тој нешто за наш град. Значи, мора да функционира подобро. Едноставно, више на свини смета овај. Па моментално ми с ред за Куманово делуемо преку 2 советника. Мислам дека они су одлични у совет, со тој што наидуев на голему бариеру од страна на мнозинство кое што владее моментално и најчесто нивни идеи не се прифаќав. Не може да се делално замислу затоа што дека мислам само преку јавен глас можемо нешто да направи. У тој момент они што су, значи баш можев само од тој позицију и на тие што ги викамо ми видеа да снимамо едно од друго за да се развие наш свест. Мислам дека само тој у момента. Најдобро е да се биде присутен, да, свугде каде што треба, али каде нас се па прави изолација, нели, на тие советници односно други советници. Пошто не функционирamo ми како на предлог што е добар предлог, него што е договорен предлог. Татко ми е стечаен работник баш од Кожар. Значи кој што не е земаја никад стечаен додаток, затоа што Кожара 2004 година, како што ми кажува он по негови 2003-2004 година сменила име, што се сменија матичен број на фирму и одреден дел кој што останале не ги фатило. Тој не требало да има промена на матичен број. Такав бија закон донесен на страна на власт. Инаку моментално е пензионер, а мајка ми е радничка, моментално работи у шивачку индустрија. Па убаво ми беше мене детство. Има смо детство, едноставно. Цело време на улицу, надбор, друштво, играње, мавање, фудбал. Чека смо да дојде, нели, летен распост, за да идемо у Банево Трдосом за живејаја и беше њива со жито, све гладно поле моментално. Што и чека смо да се ожнее жито за да идемо да го утапкаме оние да направиме игралиште, за да играмо фудбал и кошарку, пошто нема смо ми игралиште, нема смо ништа, а ипак бесмо многу среќни, многу се дружисмо. Да, и немам ни детско катче каде да ги изведу за да може мала да се поигра или било кој. Значи, освен едно на кеј што е направено, кој што имамо проблеми се со одржувањето нашу опрему, урбану опрему, друго нема каде да ги одведеме. Имам едно дете кое што е на мобилен телефон, веќе почиња да го користи, почињам да му го давам свесно на njega телефон, поради тоа што иде сам у школу, а знаемо, јас живу треба да пројде за да стигне у школу, треба да пројде низ мал плоштад, на мал плоштад има безброј скитници, кучиња кои што njega га стварно страбеше, затоа што беше нападнат од нима и моментално му го давам телефон у njega, баш затоа да водиме разговор с njega, нели доколку он оди за да може да се охрабри да пројде да отиде до школа. Според мене не смо заслужиле и оште.
да бидеме во Европска унија, значи у овој хаос кој што живимо, а немамо ред, нели едноставно, не можеме, у Европа владее ред. Ми не сме навикнати да го селектираме отпад. Едноставно. Во Европа постои селекција на отпад, кој што Куманово треба да го прави тој. У Европа не постои реке како ми што ги имamo. У Европа не постои да се изразат такои култиватори кои што се возили на сви стране. Ипак култиватор не е превозно средство. Имамо душеци увек у реку. И кад се исчистиви не, ама многу е трагично кога нас што ми гледамо да ga исчистимо проблем, исчистимо го реку, а не гледамо да ga спречимо проблем. Треба да се спречи тој проблем, едноставно на тој место ја стварно би поставија камере каде што наши институции треба да преземев нешто во однос на тој. Значи да реагирав на тој све што ќе го фатив тие камере. Не може тие заради одредени сторители цела маса на луѓе да пати за тој. Мој пример е мои блиски луѓе у Германија добива казну за тоа што измешале га ѓубре контейнери. По фискалну сметку су најдени каде су маркет купени и ги дојдена казна на врата. Дека фискална сметка имала у њињо кесиче кој што го ставила на погрешен контейнер. Значи доколку они работив на тој све. А каде смо ми? Зешто ќе се нешто направи, мора и да се одржува, значи појдемо со детски катчиња, имамо детско катче куде економско кој што никој не го одржува. Сами родители на своја иницијативу ги ковев даске кои што дали несовесни или совесни, ненамерно или ненамерно ги уништиле. Исто катче кој што го имамо на Кеј, значи детско катче, исто не се одржува. А ми немамо стратегија за одржливост. Моментално и народ и институција се криви. Значи прво совест на луѓе, тој што го правив. Второ, институции су криви за тоа што не поступуев, нели, за да се тој казни и не се одржува едноставно. Па како среќен родител у Куманово нормално, град кој што мислам дека ќе мрдне малце од овој точка што е моментално, инаку гледам се па у болницу како економист. Можда ако не сам таму со некој приватен бизнис од област на економија, преокупирани сме и с моменти да преживиме, како да преживиме, што да направиме јутре, било што, како едноставно. Ми сме оптеретени со тоа што едноставно куде за викенд да прошетамо. А немамо доволно пари, нели, да отидемо негде како одредени кои што имав. А Куманово не ни га нуди тој можност куде да прошетамо, освен еден Кеј и одредени 2 места други.